суперхероите од нашата занимална. За снегулките, за децата и за Снешко. Зима е, надвор снежи. Јас и другарите од мојата занимална играме на снегот во дворот на нашата градинка. Снегулки големи колку мојата дланка паѓаат врз моето лице. Дури 3 снегулки го погодија мојот шал, а мојот другар Коста има 2 снегулки врз неговата зимска капа. Магдалена ја подава раката за да фати неколку снегулки. Сите ние ги броиме снегулките кои паѓаат врз дланката на Магдалена. 1, 2, 3. Ајде, помогнете ни да откриеме колку снегулки паднаа врз дланката на Магдалена. Го бараме бројот што е поголем од 2, а помал од 4. Така е, погодивте. Бројот 3 е помал од 4, но поголем од 2. Магдалена исто така е суперхерој, како и секој од нас. Но не ви откривам во што. Продолжете да читате и ќе дознаете на крајот од приказната. Јас и моите другарчиња одлучивме да правиме Снешко белче. Направивме 3 снежни топки. Голема, поголема и најголема. Се прашувам по кој редослед да ги наредиме топките една врз друга. Точно така, најголемата најдолу, поголемата врз неа и големата најгоре врз поголемата. Ајде да погледнеме на сликата и да кажеме каде се наоѓа морковот. А каде се наоѓа ротквичката на Снешко белче? Што заменува таа? И каде се двете парчиња краставички? И што представуваат тие? А каде е листот од марула? Магдалена на секој од нас му подели по еден од останатите 4 моркови. Сега сите заедно грицкаме моркови. Браво! Сите погодивте. Ротквичката ја заменува устата на Снешко белче. Двете парчиња крставички ги заменуваат ушите, а листот од марула стои на местото на капата на Снешко белче. Дали сега погодувате во што е суперхерој Магдалена? Така е, Магдалена е суперхерој во јадење зеленчук. Да си суперхерој е многу лесно. Само треба да го пронајдеш она во што си најдобар. Се гледаме во следната авантура.